Протестите и блокадите од пред 20 на дена не беа доволни воздухот во Кочани да се заштити од отрови. Синоќа градот повторно беше најзагаден во државата со 212 PM10 честички на метар кубен воздух. Опасниот воздух граѓаните ги загрижува веќе во континуитет. Не се дише, како не чувствуваме, не се дише, да. Треба ли да се преземе? Треба да се преземе нормално, кој сака да дише загаден воздух. Да. Не знам што треба да се преземе, нешто треба. Загадено, синоќа видиме многу прекомера. Па оно се осеќа на градите, што вика кој не пушиме цигариња, поосеќаме него унија. И така, и тоа е највише на очите и на градите се осеќа. Надлежните органи тоа и веројатно ќе преземат нешто. Да се преземат тие мерки и да биде почист, да биде поквалитетен, млади има, настануваат. Што ќе биде со таков воздух? Чувствуват ли се некои последици на здравјето? Па сигурно се чувствува и на телевизија изјавуваат докторите дека некои измени проблеми по здравјето им. Па требате туку сред градот ложат ќумур, смрде. Нивните реакции се гласни, но не и доволни. Кочани да започне да дише чист воздух. Проблемот со загадувањето во градот Кочани е очигледен, тој е повеќе годишен, меѓутоа за жал имаме разочараност од страна на институциите кои што мислиме дека не постапуваат согласно со нивните надлежности. Гледаме дека со затварање на една од фабриките во градот, истиот проблем не беше решен, тоа оставува сомнеш дека постојат и други фабрики кои што користат несоодветни средства за огрев. Планираме да делуваме и институционално и вонинституционално. Вонинституционално ќе биде со подигање на свеста, во недела имаме акција за пошумување. Исто така вонинституционално ќе пратиме сите настани, можно е да има нови протести со блокади, меѓутоа сето тоа ќе биде договорено на самата акција на пошумувањето, каде што ќе има поголема група на луѓе и ќе се дискутира кои да бидат следните. Заканите дека повторно и поригорозно граѓаните од локалната власт ќе побараат решавање на проблемите, веќе на маса се стигнати и до градоначалникот Николчо Илиев. Најпрви нерешен проблемот моментално со депонијата, значи немаме чадење и носиме повеќе отколку што е потребно земја со која што отпадот го трупаме и што значи дека во моментот немаме чадење на депонијата. Една од посочените загадувачи, една од фабриките помина на метан, што значи дека и тој елемент е елиминиран и навистина не ми е јасно од каде може да дојде ова загадување во овој момент. Кочани веќе неколку години е на врвот меѓу најзагадените градови. Иако досега беа преземени повеќе мерки за намалување на загаденоста, очигледно овие мерки не се решение за проблемот. Стратегијата за почист воздух Кочани ќе мора да ја смене итно и низ долгорочни мерки во кои активно ќе се вклучат институциите, но и граѓаните.